Благодарам, господин Джафери. Согласно закон, ОТА, т.е. Оперативно-техничката агенција, е самостоен и независен државен орган, кој всушност служи како орган кој што воспоставува техничка врска помеѓу операторот и овластените органи, кои врз основа на судска наредба се задолжени за следење на комуникациите. Исто така, согласно законските надлежности, ОТА треба да овозможи одржување на техничката опрема и уреди сместени во агенцијата и да воспостави мерки, активности и процеси за избегнување на внатрешни и надворешни пречки за нивно функционирање. Всушност, во таквите мерки и активности неопходно мора да спаѓа и редовно и водредно тестирање на опремата, проверка на функционалноста и развој на функционалноста на уредите. Од причини што ОТА во своето работење согледала дека има проблеми и тие проблеми се евидентирани и на оваа тема е разговарано на Комисијата за надзор на спроведување на мерката следење на комуникации и едногласно од сите членови на Комисијата е донесен заклучок дека треба да се изврши промена во законот и да им се овозможи, т.е. да и се овозможи на ОТА да може да врши тестирање на постоечката опрема и на опремата кој што ќе биде утре дуиден во надградба. Чисто за информација, порано кога во државата надлежна за следење на комуникациите беше тогашниот УБК, во нивниот опис и попис на работните задачи имаа можност да вршат тестирање на опрема. На состанокот на комисијата, бидејќи беше во поширок состав, имаше и представници од сегашната Агенција за национална безбедност, АНБ, кои што на еден начин со своји сугестии, со своји гледање на работите и тие потврдија дека ОТА ќе мора да најди начин и нормално законска можност да може да врши тестирање на таа опрема. Затоа го предлагаме измена на Законот за оперативно-техничка агенција, измена во еден член, во член каде што во член 3 став 2, каде што се додава нов став и каде што се врши, т.е. им се дава можност на ОТА да изврши тестирање на опремата, нормално врз основа на правилник кој што ќе биде изработен од ОТА и нормално тоа тестирање нема да се извршува над постоечки разговори, туку врз основа само на тестни примероци кои што ќе бидат дефинирани во правилникот за ОТА. Бидејќи се работи за закон кој што има мала интервенција, тој се измена закон кој што има мала интервенција во законот, имајќи во предвид дека се работи за чувствителна работа која што не можеме да оставиме да ја гази времето, од тие причини предлагаме да овој закон оди по скратена постапка. Благодарам.